Смог, издувни гасови, тешко дишење и главоболки. Сето ова ви е добро познато, особено во зима, кога грењето на домовите и временските прилики го прават воздухот скоро отровен. Па како да се заштитиме од тоа? Во Скопје, но и во други градови во Македонија, луѓето се жалат дека буквално се задушуваат од загадениот воздух. Некои со оценка дека станува збор за катастрофа која може да се избегне само со многу пари, но и со справување со урбаната мафија. Сегашните мерки на надлежните, според нив, не го даваат посакуваниот ефект. Во Македонија станува се потешко да се изборите за чист воздух, а доколку енормното загадување продолжи со истата динамика, последиците ќе бидат фатални за човечкото здравје, предупредуваат екологистите. Како и секоја зима, така и оваа, воздухот почна да ги надминува границите на дозволената загаденост. Веќе некое време мерните станици во главниот град покажуваат енормна загаденост на скопскиот воздух. Граѓаните буквално се гушат. Дел од нив користат заштитни маски, но скоро сите, без исклучок, бараат надлежните што побрзо да го решат овој проблем. Живеам на Водно, каде што се претпоставува дека има чист воздух. Ништо не е така. Ништо не е така. Од каде доаѓа ова за загадување не е јасно, али верувајте и преку Водно доаѓа. Ова е катастрофа, не да чувствуваме катастрофа. Јас моментално сум пензионер, живеам во Извор Велешко. Кога дојдов овде, некна се гушев. Треба да се запре со оваа градежна мафија. Го уништија Скопје. Од зграда до зграда, од тераса на тераса ќе пречекуваат луѓето. Нема провев, нема воздух. Треба богата држава, значи без пари ништо не можеме да направиме. Така ли е да се стават филтри секаде? Колите да се квалитетни, со А-тест да поминат, луѓето да горат чисто дрво, а не од сиромаштија што ќе докачат. Мерките кои се преземаат од надлежните институции не можат да се наречат ефективни, оти со нив само малку се ублажуваат штетните последици, вели Невена Георгиевска од иницијативата О2. Според неа, до почист воздух се доаѓа со спроведување на повеќе мерки, но и поодговорно однесување од страна на граѓаните. Треба значи да се преземат чекори во смисла на намалување на загадувањето од сите извори. Значи ние не може да збориме само за возилата, само за индустријата или само за домовите, затоа зашто да се исклучи домовите се сметаат како најголеми загадувачи, ако се исклучат сепак тоа е некои 60% ние ќе имаме загадување. Значи мора паралелно да се делува на сите и да имаме ригорозни мерки. Активистите за почист воздух велат дека за да се ублажи загадувањето на воздухот треба да се ограничи користењето на автомобилите и повеќе да се користи јавниот превоз. Но Георгиевска се сомнева дека и еколошката категоризација на возилата ќе ја подобри состојбата со аерозагадувањето. Мора да има и строга контрола на тоа. Значи не е доволно само врз основа на годината да се стави на лепница, него треба тоа да се исконтролира убаво и да се примени да се проверува дали добро се применува. Ние сме за тоа дека треба да се примени, да се види какви се резултатите. Иако според некои пресметки што се направени нема да има големо видливо намалување. Според истражувањата што се прават кај нас, како главни виновници за загадувањето се посочуваат сообраќајот и домакинствата, но тие не се единствените, бидејќи постојат и многу индустријски капацитети за кои екологистите посочуваат дека се загадувачи, но оти недостасува увид на јавноста во овие состојби. И додека јавноста алармира, од градот велат дека имаат листа од 25 мерки направени за 365 дена, дополнувајќи дека за една година многу малку може да се направи, освен да се покаже волја. Експертите велат дека освен загрозувањето на здравјето на луѓето, токму овие штетни гасови се главните предизвикувачи и на климатските промени, а со тоа и на се поприсутните последици од глобалното затоплување. Најпогодените градови веќе почнаа да преземаат мерки како да го спречат загадувањето на воздухот. Мадрид деновиве активираше нов систем за ограничување на сообраќајот во обид да го намали загадувањето. Во центарот е воспоставена зона на ниска емисија на штетни гасови. Возилата на бензин, произведени пред 2000-та година, и дизел возилата, регистрирани пред 2006 година, се забранети во централната област. На жителите и на оние кои поседуваат гаражи ќе им биде дозволено да влезат, но ќе мора до 2025 година да ги сменат своите возила што загадуваат.
На хибридните возила ќе им биде дозволено да се паркираат во областа за максимум 2 часа. Мадридските власти сакаат да го намалат нивото на азот диоксидот за 23% до 2020 година. Пензионерката Марија Хозе Тирадо, која живее во центарот на Мадрид целиот свој живот, е задоволна од новите ограничувања. Porque hay muchos problemas respiratorios, además hay muchas personas que mueren los días que hay contaminación alta. Entonces es que es beneficioso para todo el mundo, aparte de que las calles son para las personas. Y yo muchas veces lo digo a los amigos, es que no son de chicle, no estiran, no son elásticas, no caben más coches. За собствениците на мали бизниси и продавници, новите ограничувања пак можат негативно да влијаат врз нивниот бизнис. А Ана Венегас, која е собственичка на продавница за рамки, која е сместена во новата зона, вели: A ver, de acuerdo con la implantación estamos, pero no con los términos en los que se han implantado, porque a nosotros nos afecta bastante en cuestión de proveedores y de clientes. И други европски градови имаат донесено или најавено слични мерки. Атина објави целосна забрана до 2025 година, додека Париз донесе систем за забрана на сите дизел автомобили од 8 до 20 часот. Дополнителното доначување на бензините во Франција, воведено и поради зачувувањето на животната средина, доведе до така наречениот протест на жолти елеци. Организаторите сметаат дека сиромашните не би требало да плаќаат казна за она што големите компании го прават на климата. Протестот во Париз се претвори во своевиден насилен антивладин бунт. Во меѓувреме, Светската метеоролошка организација издаде алармантно соопштение дека светот и натаму ништо не прави за да го спречи аерозагадувањето, а со тоа и глобалното затоплување. Елена Манаенкова, заменик генерален секретар на оваа организација, вели: The report indicates that for the last almost 20 years, from 1990, we have observed 41% increase of warming effect. Only CO2 alone contributes 82% to this increase. Кон ова и податокот дека 17 од 18 најжешки години се забележани од 2001 година до сега, додека трошоците за катастрофите поврзани со климатските промени лани изнесуваа над 500 милиарди долари. Нашите Facebook, Twitter и YouTube се отворени за вашите коментари и мислења во врска со загадувањето на воздухот и како да се преживее или да се надмине оваа појава. До гледање.